Советниците го усвоија буџетот за следната година, кој изнесува близу 3 милијарди денари. Буџетот на општина Куманово за 2026 година има сериозна развојна компонента, а тоа ќе значи реализација на голем број капитални проекти, засилување на капацитетот на јавните предпријатија, финансирање на спортот, културата, кажа градоначалникот Максим Димитриевски. Што се однесува до овој буџет, што е по мене специфичен во однос на останатите, значи износот на пари кој што се читува во однос на аплицираните проекти пред владата по основно унгарскиот кредит е во вкупен износ од 50% и де факто доколку тие средства бидат до крајот на годината одобрени 100% од страна на владата, пак ќе зависи од државниот буџет, значи сигурно ќе имаме дополнителен ребаланс на овој буџет. Овој буџет, како и сите досегашни, во последните 8 години има, освен во 2018 година има сериозна развојна компонента. Ќе има реализација на голем број капитални проекти и дополнително се онаа што значи засилување на капацитетот на јавните предпријатија, а тоа во реалност би требало да се одрази со град кој што ќе има повисоко ниво на хигиена, поуредени зелени цветни површини во градот и дополнително давателите на јавните услуги преку јавните предпријатија, почнувајќи од Куманово газ, значително да ја прошири својата гасоводна мрежа, особено да се стави акцент на старата индустријска зона, значи нејзино целосно гасифицирање да се искористи секаде таму кај што ќе се работи инфраструктура надземно, и со асфалтирање да се постави соодветно подземна инфраструктура во делот на гасификација, а се обидуваме да го искоординираме целиот проект и заедно со ЕВН секаде каде што ќе се работи на тие главни улици од прва категорија и посериозни финансиски инвестиции да не следат во рамки на спуштање на каблите, како што е случај со Моша Пијаде. Зошто го зборувам ова, бидејќи по буџетот, затоа што претходно не слушнав надлежните служби од сектор за комунални дејности, ете да информираат и вас и граѓаните за оваа работа. Дополнително, значи, ги задржуваме истите износи за финансирање на спорт, за финансирање на култура, некаде имаме нешто символично покачени, но како и да е обид на општината да го максимализира овој буџет, бидејќи истиот е замислен според планирани приходи, ќе биде и секако со носење на одлука за продавање на државно земјиште во индустријската зона Новини и Решици, која што ќе има повисок степен на уреденост по завршување на проектот таму, кој што ќе ни даде можност да дојдеме до дополнителни приходи како општина, се со цел да некаде до јуни месец, ако успееме, направиме или најдоцна јули уште еден ребаланс на буџетот. Кога на дозволениот максимум определен во буџетскиот циркулар го додадеме и салдото на пренесениот вишок, ги додадеме и приходите од ДДВ-то и ги додадеме и капиталните трансфери од други нивоа на власт, во овој случај станува збор за унгарскиот кредит, го добиваме вкупниот износ на основниот буџет, кој што во колоната на основниот буџет може да го видите дека во износ од 1 милијарда 258 милиони 445 илјади 880 денари. Кога на истиот тој буџет ги додадеме и приходите од самофинансирачките активности, приходите од дотации, приходите од донации, ќе ја добиеме висината на вкупните приходи во предлог буџетот за 2026 година, кое што истиот е представен на износ од 2 милијарди 990 милиони 039 илјади 677 денари. Поаѓајќи од висината на приходите, истите се пренесени и точно распределени на расходните ставки, подставки, програми и подпрограми и по корисници. Расходите се поделени на капитални и тековно оперативни. Во капиталните расходи влегуваат капиталните проекти и развојните проекти на општина Куманово, додека во тековно оперативните влегуваат расходи неопходни за секојдневно и тековно извршување на обврските на општинската администрација, на буџетските корисници и на јавните предпријатија.
Развојната програма, што претходно беше спомената и подетално образложена од раководителите на секторот, на комуналниот сектор, ги содржи капиталните расходи што се пренесуваат од 2025 врз основа на претходно склучените и веќе дел од реализираните договори со самите изведувачи, како и веќе завршените постапки и склучени договори, а не започнати со самата реализација. Најголем дел од развојната програма отпаѓа на капиталните проекти од унгарскиот кредит, за кој може да кажеме дека истиот е распределен на расходни подставки и подпрограми, односно точно се знае за кои проекти ќе се користи за поголем дел од него, за кои што веќе имаме започнато постапки, веќе и некои се во процедура, а за поголем дел од нив имаме и завршено постапки и изберени изведувачи.